Сметате дека е пропуст што може би прво ги санкционират условно речено ги гоните кривични извршителите, а дури неколку месеци подоцна организаторите на тој настан, имајќи предвид фактот дека еден од осомничените сега е во бегство, а имаше можност дури беше во Македонија реално да биде повикан и да одговара за тоа што го направи. Не е пропуст тоа на обвинителството. Вас ви е познато дека станува збор за исклучително сложена постапка, веќе обвинителството неколку пати напомна дека се соочува со проблем во обезбедувањето на доказите, бидејќи после настанот не беше обезбеден увид согласно прописите за внатрешно работење на обвинителството и согласно законите. И ние повторно ќе потенцирам, знаевме дека предметот не е затворен со поднесувањето на обвиненијата. За определено документирање на доказите ни беше потребно значително време, пред се времето беше потребно во делот на вештачењето на одредени телефони и нивната содржина или содржината на записите. Во наредбата за истрага стои дека осомничениот НГ, како тогаш председател на политичка партија, ги повикал преку медиум граѓаните на протести и заедно со другите обвинети за таа цел ја ставиле во функција целата партиска структура на таа политичка партија. Имаме и пораки, дел се обезбедени, за дел, затоа и отворена истрагата, се уште се работи. Во кратки црти тоа е. А околу обезбедувањето него? До судот ќе бидат испратени, бидејќи се работи за веќе за истражна постапка, сепак доказите се наоѓаат во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Доказите ќе бидат испратени до судот, затоа што според законот судот е тој што поднесува докази и барање за екстрадиција до Министерството за правда. А што е со Никола Бошев? Има ли шанси тој да екстрадира од Грција, бидејќи се гони И осомничениот НБ и за него ќе важи истото, како што кажав и за осомничениот НГ. Сметам дека надлежните органи во Грција ќе удоволат на барањето за екстрадиција на нашите надлежни органи од причина што, колку што ми е познато, тие екстрадицијата ја одбија затоа што за тоа веќе бил помилуван. За ова кривично дело не е помилуван, од тие причини очекувам и надлежните власти во Грција да одговорат позитивно на нашето барање за екстрадиција. Дали сметате дека амнестијата која што ја добија пратениците ќе им биде на нив аргумент дека овој процес е селективен и затоа не треба да бидат пратени? Во законот за амнестија не е амнестирано кривично дело, туку се амнестирани поединечни действија. И од тие причини не сметам дека законот за амнестија би бил било каква пречка. Таму стрикно е наведено дека законот за амнестија не важи за организатори. Поведено, јас имам прашање за државниот обвинител и за обвинителката на организиран криминал. Обвинителе на 27 март 2018 година овде во оваа сала на пресконференција кажавте за телефонски повик кога го образложувавте обвинението за првата тука што веќе е во суд за собраниските настани за телефонски повик од Виена на еден што се случил со еден обвинет тогаш.
и за одземени мобилни телефони на 30 ноември 2017 година за сега веќе обвинет. Зошто за случајот со 27 март 2018 година лицето на ГИ, иако нели сите знаевме кој беше во Виена, ниту еднаш не беше повикано ниту на распит за овој случај и за обвинителката. Моето прашање е доколку не се отворија собраниските врати на 27 април, дали ќе се случеше крвавиот четврт? Ви благодарам. Во делот на телефонскиот повик, вие имавте можност и во текот на судењето да се запознаете со тој случај, со оглед да, колку мене ми е познато, тоа беше јавно и вие новинарите и го следевте процесот. Во овој дел на обвинителството, како што кажав, му требаше повеќе време со цел за обезбедување на доказите. И не може ние кривична одговорност, мислам и дека и вчера обвинителката спомна, да заснуваме само на еден доказ. Обвинителството во овој специфичен сложен предмет му треба повеќе докази и сега, откако обезбеди, документира одредени докази, отвара истрага во овој дел. Тоа зависи од проценката во конкретниот случај. Во тој момент обвинителството сметало дека нема ништо да се добие со тој распит и поради тоа не е извршен распит на лицето за кое вие прашувате. Само да го дополнам обвинителот, на распит во предистрагата, во тој за првиот предмет, кажувам, беа повикани и двајца од сега осомничените, така да не сметам дека било што со тој распит и да бил извршен тогаш, би се добил. Од тие причини сметав и тогаш, а и сега стојам позади тоа, дека воопшто не е пропуст на обвинителот што не бил викнат на распит во својство на сведок или лице од кое се бара одредено појаснување. Што се однесува на вашето директно прашање до мене, јас сметам дека доколку не беа отворени вратите, немаше да се случи крвавиот настан. Јас имам со прашање. Има ли проширување со други лица? Бидејќи еден од обвинетите во судница посочи и други имиња во делот неговиот исказ пред судот. Ќе опфати ли тоа можеби поранешни директори или дека членови на кабинетот на председателот Иванов, или ќе останете само на овие 5 лица кои ги сомничите дека се организатори? Ќе има ли проширување во делот? Се извинувам. Проширување може да има доколку се обезбедат и други докази освен изјава на еден обвинет или на еден сведок. Не може да се донесе наредба за истрага само врз база на сведочење, дали на обвинет, дали на сведок. Доколку се обезбедат докази за други лица, истрагата ќе биде проширена и на тие лица, се разбира. Во тој контекст може детали околу доказите кои што еве овозможело отварање на истрага за сега осомничените? Освен тоа што го кажа Нинчо. Освен исказот на еден од обвинетите, нели? Според законот за кривична постапка, истрагата е тајна. Така да докази сега да презентираме, освен изјава на обвинет која беше јавно дадена, не можеме. Кој каква улога имало сега веќе овие кои што се приведените во целата ова организација? Зошто организаторите и извршителите се со исто кривично дело, терористичко загрозување на уставниот порядок, и што со оној кој што е во притвор сега в кој има виноки дело? Предметот за ВА ќе биде споен со овој предмет, така да и ќе бидат сите за исто кривично дело, 313 од кривичниот законник.
Тоа беше оценка на обвинителството дека треба да се оди со тоа кривично дело. Предметот беше рефериран, мислам за овој сега, пред да се донесе наредба за истрага и во Републичкото обвинителство со јавниот обвинител, и тоа е наш став сега за сега, дека треба да се оди со тоа кривично дело. А кој каква улога имало да овие сите дела? Па со тоа малку можеби би ја загрозиле постапката што се води во делот на улога, конкретната улога на сторителите на кривичното дело. Во овој момент, ако обелодениме повеќе податоци, може да ја загрозиме истрагата. Добро, го спомнавте само Груевски, дека... Не, ние не спомнавме никого по име. Знаеме во говорите, еден беше премиер и лидер на партија. Преку медиум дека повикал само тоа, го имате во моментот, толку на повикал повик. Тоа дека заедно со уште 20 обвинети, мислам осомничени во предметов, ви кажав, ја ставиле на располагање целата партиска структура и материјални средства, дека за цело време течела координација помеѓу нив и градските, местните, општинските комитети и изборните единици, каде се давале насоки и повикувало членството на масовни протести, а исто така и критичниот ден за влегување, масовност и влегување внатре во собранието.